Фолклорното студио Блажевски неодамна се врати од гостување во Романија, каде што имаше успешно учество на меѓународниот фолклорен фестивал, со кој што веќе подолго време соработуваат. Со Јовица Блажевски, раководител на Фолклорно студио Блажевски, разговараме за впечатоците од учеството и за сите доживувања кои што имаа можност да ги доживеат играорците, играорките и членовите на оркестарот на Фолклорно студио. Прице, здраво и добре ни дојдовте назад во Македонија. Здраво на вас и на вашите гледачи. Добро ве најдовме, да кажем. Како си поминавте во Романија? Па морам да кажам, навистина прекрасно. Станува збор за еден интернационален фолклорен фестивал со долгогодишна традиција, кој се одржува во градот Пјатра Њамац, еден град со 100.000 жители кој се наоѓа во источна Романија, со една прекрасна организација. Значи фестивал во буквална смисла. Пречек на ниво. Морам да кажам дека нашите членови беа сместени во Гранд хотел во центарот на градот. Нашите членови настапуваа на една огромна сцена, што навистина е реткост, можеби да кажам, и во Македонија тешко да се најде таква организација и таква сцена. Организација каде што навистина колку да сакаш да најдеш некоја мана, не може да се најде, верувајте. Четврти пат на меѓународна сцена за младите играорци и играорки, членовите на оркестарот на Фолклорно студио Блажевски. Се чини дека на овие млади луѓе не им недостига искуство кога се во прашање настапите на вакви сцени. Па навистина можам да кажам дека веќе сме едни од ансамблите кои секоја година, најмалце по 4 пати, ја презентираат македонскиот фолклор на меѓународна сцена. Ете, може да споменам за оваа година. Во месец април имавме настапна манифестација која организира бошначката заедница во Нови Пазар во Србија. Потоа бевме во месец мај во градот Гоце Делчев во Бугарија, каде што направивме една прекрасна ревија на македонски народни носи. Учествувавме на Валполовачко лето во Република Хрватска. Четвртиот пат, како што кажате, еве бевме во Романија. Но тука не застануваме за оваа година, веќе во месец септември патуваме за градот Пожега во Република Хрватска, каде ќе се учествуваме на една убава културна манифестација Златни ждици Славонија, а во месец октомври повторно одиме во Бугарија на фестивалот Малешево пее и танцува, така да мислам дека покрај тоа што сме верни чувари на македонската фолклорна традиција, навистина на вистински начин и успеваме да презентираме фолклорната традиција надвор од нашите граници. Очигледно дека сте воодушевени од организацијата во Романија, од сместувањето, од сцената, од целата таа логистичка поддршка на овој меѓународен фестивал, но во исто време и публиката што беше таму беше воодушевена од вашиот настап и од презентацијата на македонскиот фолклор, македонската песна и игра. Да ни кажете, Јовица, со што се представивте на овој фестивал, на кои познати кореографии падна изборот овој пат и каква беше реакцијата на тие што ве гледа? Пред се морам да кажам дека веќе материјалите се истакнати на YouTube каналот, може секој да ги погледне таму на нашата страна Фолклорно студио Блажевски и може секој да ги слушне или да ги види реакциите. Навистина реакциите како и секогаш. Македонскиот фолклор и Фолклорното студио Блажевски секаде посветете примен фантастично. Членовите се наградени со голем број на аплаузи. Програмата беше составена од веќе познатата коралска постановка Малешевка, тука беше Радовички сопор, Шопска петорка, Пијанец, Водарки. Така да еден фрагменти од едни веќе познати наши кореографски постановки кои се веќе докажуваат и надвор од нашите граници. Колку членови во моментов членуваат во Фолклорно студио Блажевски? Каков е интересот на младите и потребно ли е нови сили, нови членови за проширување на ансамблот? Па во моментов нашето Фолклорно студио го сочинуваат некаде околу 120 членови. Имаме детски ансамбл, младински ансамбл, прв ансамбл. Се разбира, веќе доаѓа, завршува уште малце летото кој заврши, септември ќе почнува школската година. Ние секогаш на почеток на септември месец правиме и уписи на нови членови. Бидејќи не треба членови, нели, за презентации на овие фолклорни вредности, не само по светот и надвор нашите граници, него и тука низ Македонија.
Така да можам да спомнам дека еве и оваа година ние учествуваме на неколку фолклорни фестивали во Македонија, како што се фестивалот во Кичево, Македонска каменица, Кратово, Пробиштип. Воедно морам да споменам дека и бевме да кажем и гости на еден прекрасен концерт на нашиот познат пејач Владко Миладиновски, кој се одржа во Македонската опера и балет, каде што на едно 4-5 песни успеевме да ги украсиме со наши фолклорни и кореографски решенија. Така да, млади сели секогаш треба, ние сме отворени, нели? Така да, од месец септември веќе ќе почнати уписите за млади сели. Благодарам за разговорот и за можноста на гледачите да им ги споделиме овие најнови информации околу ова најактуелно гостување во Романија, затоа што, како што споменав, само пред неколку дена се вративте, додека се уште свежи впечатоците, сакавме истите да ги споделиме со нашите гледачи, а секако и понатаму остануваме заедно покрај вас да ги следиме активностите на фолклорното студио Блажевски, затоа што секогаш кај вас навистина има толку убава енергија, толку настапи исполнети со љубов и со страст што ја растејуваат еве овие сегашни членови и млади генерации, што е задоволство да се следат вашите активности. Благодарам на телевизија Алфа, ви благодарам лично вас што секогаш се заинтересирани за вакви настани. И еве ќе дадам еден апел до останатите телевизии малце повеќе да се интересираат за ваквите настани. Бидејќи фолклорот е најголемото богатство што може да го има една земја. Ви благодарам уште еднаш. Прекрасна мисла за крај, фала многу уште и на Шивица.